Иска ли някой да похапваме чорчета? Иска ли някой да похапваме чорчета? Иска ли някой да похапваме чорчета? Иска. Иска. Значи, кога некој те вика на гости и кога ќе му доеш на гости, ако со било кој начин те навреди и те понижи, а си му дошол гостин во неговиот дом, тоа многу зборува за оној што те викнал, што те поканил. Тоа зборува за неговиот примитивизам, за неговиот скопски кажано простаклук. Знаете шо, драги мои ВМРО-вци, знаете, ова не го кажувам со цинизам, имате и домашен терен. Знаеш, на гости ако некој фатил суди, подкупил, ве понижил кога сте биле, значи секојаш имате домашен терен. Епа, вака, кога ќе викнете некој од бугарските високи представници, еве конкретно во председателската вила на Водно, дали тоа ќе биде, не знам, ово или оној, викнете ми и мене. Знаете што секогаш, знаете какви идеи ќе ми паднат, како някој да похапвам чорчета? Еве, рецимо, ова ми текнуе. Ако дое некој тие нивните високи представници, ќе ме викнат и мене пред онаа говорницана, пред вилата председателска, кај што обично тука се обраќаат на јавност овие председателиве, домашни и странски. Ќе ме облечете као градист. Никој за да не ме препозна. И само некој ќе стаите тука да ми додава тањири. Нормално со уба и јадење. И, например, кој ќе биде тој гостинот, што ќе биде од Бугарија, јас тука ќе седам напред, никој нема да ме препознае, преправен као кардист, сега можете да ме... Не е битно, ајде. И само некој келнер да ми додава тањирчиња со храна. И, например, вака ми дава тањирче, додека овој зад мене од говорницата нешто зборува, обаче ова, обаче ова. Само вака ми додавате тањир. У тањирот, пример, ракчиња, многу сакам ракчиња, вака само што ќе пробам тоа, он си збори овој председател нивни, јас само вака зимам ракчето, ставам уста, и само вака правам. Ракчиња, шубај се. Земи на другиот. Дај друг тањер ми да келнерот, зијам тука. Тартуфи на бифтек. И само вака си исецкам, не фамо вака само зијам тоа тартуфите и бифтек. Шуба. Еве, например, едно од работите како убаво да ги лоп, кој ќе ти дојат на гости. Оти пази, примитивци разбираат само реципроцитет. Не може со примитивци, он тебе ти го начука, а ти него, кој ќе доеш у позиција да му кажеш, види се, ја тебе нема да ти го начукам, пошто знаете, има многу воаери да не мисла дека сум педер. Не. Примитивци, начукал, им го начукуеш. Мислам, кога ќе ви дое некој така, викнете овој представникот тама, само консултирајте се со мене, драги ВМРО-вци, за совети како да им го начукате со со реципроцитет. Инаку, да, тоа што се случи, што не ги истакнаа знамињата е нивни проблем, зборува за нивниот примитивизам, но од друга страна е пропуст и на нашиот шеф за протокол, која е на председателката, не знам. Значи, еве, ја да бев шеф на протокол, само вака ќе зирнеш у просторијата, гледаш македонско знаме и вака им кажеш, дечки, овде нашата председателка не влегува. Зошто не? Заштото не влегува, ти рече. Не влегува затоа што сте заборајале да ставите македонско знаме
Ми няма проблем, ще ставиме сега едно. Не, ќе им кажам. Сега нема да ставите едно, сега ќе го ставите тоа официјално, тоа знаме, и ќе ставите уште едно, она, сонцето од кутлеш. И тоа ќе остави. Ама како ти се стахани, вие тука не. Не. И тоа ќе го ставите за да влеземе. Така се прави со примитивци. И знаеш дека нема да го става тоа сонцето од кутлеш знамето. И фино лепо, и онака си навреден веќе од гестот, затоа што знаеш дека тоа е намерен пропуст. Само се собираш и се враќаш назад. И пука скандал, сите ги гледаат какви се. Нема седнуење. После они па можат со цинизам да зборат, па што сакаат, како оно едниот бугар што рече, вика, па добро, ние викнавме на кафе, не ја викнавме, кој ќе викнеме официјална посета, ќе ставиме и знамиња и пречек, дочек, кој што треба. Види, дечко, тој цинизам ваш нема да ве одведе нигде. Ти не ја викаш комшиката Гергана од трети спрат на кафе, ти можеш и приватно да викнеш. Ама тој приватно што го викнеш, ако е председател на држава, ти пак не го викаш приватно. Пак треба да му укажеш одредени почести како на твој колега председател на друга држава, во случајов председателка. Што значи, тој ваш цинизам пак зборува за вашата примитивност и баш штета што ништо не сте научили од вашата историја. И многу сум среќен што немаме заедничка историја, да ви кажам. И затоа пак еден ден ќе платите висока цена. Се надевам дека тогаш светот и околните држави, некои од околните ваши држави, соседни зборам, нема да бидат толку глупави, кога ќе се смени играта, кога ќе се сменат околностите, пак да ви прогледуваат низ прсти за многу работи. Толку за вас. Излезе ова сега. Законов забранители. За жал, албанците не ја гледаат оваа држава како своја, или поточно ја гледаат, баш ја гледаат како своја, но составот на две други држави наречени, тоа е едната е држава Албанија, другата е некој протекторат наречен Косово. Значи ја гледаат од тие рамки. И тука имаме цинизам повторно насочен кон македонците, значи не подпишуваат не изгласуваат закон за бранители, затоа проста причина што сакаат и борците од УЧК, на времето УЧК, да влезат во тој закон, па така македонскиот народ, македонците, да плаќаат оштети, не знам како да кажам, на загинати борци на УЧК и ред други работи, но тука има еден проблем. Борците на УЧК во Македонија беа агресори. Во редовите на УЧК, кој што и е формирана на Косово, значи имаше многу косовари и многу албанци од Албанија, истата приказна се случуваше за време на НАТО агресијата врз Југославија, кога беше, тоест тогашна СР, како се викаше таа Југославија, Милошевичева Југославија. За време на бомбардирањето на НАТО 99-та на таа Југославија, на ист начин УЧК со помош на албански албански војници, полицајци, исто така напаѓаше, се обидуваше да влезе на територијата на Косово, нели оние славните битки големи кај Кошаре, граничниот караулата и така натаму, да не ве тупам за таа историја. Значи, 2001
да се разбереме и да бидеме на чисто, Македонија беше нападната од надвор, поточно од Косово, наречете го тоа како се викаше тоа Косовски заштитен корпус, со помош и со голема логистика на НАТО. Истиот оној НАТО, или барем на некои земји од НАТО пактот. Истиот оној НАТО на кој што сме ние сега, во кој што сме ние сега земја членка. Значи, она што го бараат албанците у моментов е да се изедначи со тој закон, да се изедначи агресорот, кој што беше од странство, со оној кој што си ги бранел државните институции и државата и кој што загинал во таа одбрана. Тоа они го сакаат. Останува до власта, до ВМРО да најде решение за ова, затоа што ги слушав вчера и Таравари и не знам кој беше тој, еден од Дуи, слушав овакво некои си нивни организацијски или координатори, кој знае што е. Очигледно тие прашања врзани што се однесуваат до прашања поврзани со албанството и нивната кауза, тука се едногласни, значи тука не се караат, не се пукаат со калашникови, не прават ништо од тоа. Тука се едногласни. Па затоа треба ВМРО да најде начин како да им објасни дека законот за бранителите мора да помине и во тој закон не може да влезат борци кои што се бореле за интересите на странска држава и кои што ги напаѓале државните институции на оваа држава. И не може македонските граѓани да им плаќаат оштети или како ги викате тие работи на тие луѓе. Затоа што фала Богу, голем дел од нив никогаш и не биле државјани на Република Македонија. Тоа исто би значило додека би бил донесен тој закон по кејф на албанците, тоа значи дека оние кои што загинаа во диво населје, кога убијат 10 полицајци наши, се на исто рамниште со полицајците што ги убија. А токму тие што беа тамо беа дојдени од Косово, уфрлени овдека. И можат албанците до безсвест да зборат дека они од тука, од домашен терен, го кренале тој за нив, ја запалиле таа војна во 2001 за човекови права, но да не го користат тој цинизам, пошто е многу во очите на македонците, како да ви кажам, многу навредлив, затоа што ни вреѓа интелигенција, затоа што знаеме низ Косово колку споменици има на паднати косовски агресори кои што загинале на ова тло затоа што ја нападнале Македонија. Вклучувајќи споменици на оние кои што убијат 10 полицајци во терористичкиот акт во диво населје. Во Куманово кога влегува во судир со нашата полиција. Без разлика која им беше целта тогаш. И трета работа, баш супер што владата го чу гласот на народот. Гледам дека сега ќе има замрзнување и кастрење на цените, тоест кастрење на маржите на прехрамбените производи, на преку, 400 производи колку биле тамо. Тоа е добар потек и фино што го чувте гласот на јавноста, затоа што ова што до сега го живеевме беше едно дивење на приватните, ги кажам, тоа не се производители на храна, тоа се прекупци и овие големи трговци со прехрамбени артикли. И немојте да ги жалите, кога ќе седнете на маса со нив да договорите тоа кратење на маржована, немојте да ги жалите, пошто веќе се милионери. На грбот на овој народ се богатеа со години, минимум 6-7 години. Значи се однесува
како најобични воени профитери кои што од короната па до после тоа по некој автоматизам им тргна, безмилосно го плячкаа народот така што цените на храната одеа до недоглед, па стигнавме у ситуација да имаме поскап зеленчук и овоше отколку што имаат норвежанине, швајцарцине, да не зборам доле за Шпанија, за Португалија, за Франција и за така натаму. Што е апсурд невиден. Невиден и затоа Мицковски немој многу да ги жалиш, него седни ги таму вака, баш за уши вака и објаснете им некои работи и тоа што го нарекувате есенска кошничка или како го нарекувате, да го сведете на тоа ниво да биде подносливо за овој народ, како што реков, у многу клипови, како што сум рекол, голема работа ќе направите во ВМРО ДПМН. Ако направите, секој во оваа држава да може да купи било која храна во било кој маркет, што ја купува и оној што има најмногу пари и што вози Ферари или Порше. Тоа не би должал многу. Се гледам и размислете за ова, кој ќе ги викнете на гостини кои од овие братјава, да ме поканите за совет. Нели? Нешто увези на чукуење, суфине поплюкано, ова, она, нешто, тој фазон, ако ме разбирате. Вот имам идеи на таа тема, а не е лошо да размислите да ме ставите и шеф на протокол, еве, дали ке председателката, дали ке некој друг. Ја така како ќе влезам, гледам некој се опитува да не понижи, можам да бидам многу незгоден. Тогаш може и някој да похапва мачорчета. Ами,